Ване, добро утро во ова второ линковско вклучување. Токму така продолжуваме на темата животна средина. Наша денешна соговорничка во Македонија наутро е Или Пешева, активистка од иницијативата О2. Или, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, дали заштитата на природните богатства и животната средина во Македонија треба да биде индивидуална или институционална? Добро утро, ви благодарам за поканата. Индивидуална или институционална, мислам дека тоа е поврзано кај нас и ми е навистина од една страна и жал затоа што повторно доцниме, а од друга страна ми е драго што пак воопшто изборуваме за заштита на животната средина. Тоа не беше така до пред неколку години, но ние како иницијатива постојано, константно апелираме дека темата за заштита на животната средина, особено она што се однесува до загадувањето на воздухот конкретно, дека треба да биде тема која што е актуелна во текот на целата година и пролетните и летните месеци дека треба да бидат искористени за да се прави стратегија, за да може од есен и на зима, кога пиковите се највисоки, кога загадувањето е најголемо, да се влезе во реализација. Факт е дека многу работи, вклучително и таа стратегија, зависат од институциите, односно од нивната координација, но дефинитивно дека зависат од сите нас, нели? И тоа како ние го перцепираме, но пак ќе кажам, едно со друго се поврзани во сите скоро сегменти. Уставот на државата гарантира чиста и здрава животна средина за сите граѓани. Колку тоа се применува во пракса? Па ете, гледате, доколку ги погледнеме анализите наназад за една година, за две, за три, изминатите години, или месечно или дневно, ќе видите дека константно имаме некаков проблем. Во зимските месеци тоа е загадувањето на воздухот, во есенските горење на депонии, на различен отпад. Значи, некои теми се константни во текот на целата година. Имаме пожари, имаме загадување на водите, константни се некои проблеми кои што ги имаме. Значи, она што може да се заклучи е дека ова начало од Уставот, овој член во Уставот за заштита на животната средина и правото на здравје, чист воздух и чиста животна средина воопшто не е запазен. Така. Годинава сме сведоци на голем број на пожари кои се уште за жал траат на територијата на цела држава. Која е пораката што треба да ја сватат носителите на одлуки за да не ни се повтори ова сценарио и во текот на летните месеци наредната година? Пожарите, како и другите сегменти на загадување и загрозување на животната средина и загадувањето на воздухот и на водите, се нешто што е, како што кажав, треба да биде константно. Значи, клучното што ги врзува сите е превенција. Значи, она на кое што мора да се работи е превенција, следење на состојбата, мерење. Не знам колку искрено се сомневам дека Македонија воопшто во каква било состојба и во каква било ситуација да овозможи некаква технолошка пракса за сето тоа. Значи, не знам, користење на сателити, дронови, камери, да се следи ситуацијата на терен за да може да се реагира брзо, за да може да се намалат штетите, за да може да се реагира навремено и при тоа во одредени ситуации, значи, да се санкционираат и причинителите. Често сме сведоци на лоши слики во однос на појава на диви депонии во центарот на градот и не зборувам само за Скопје, туку и за останатите градови во Македонија. Како да ја зголемиме еколошката свест кај граѓаните? Што треба да се направи? Знаете, не е само кај граѓаните. Да, сите сме ние виновни, сите сме дел од тој синџир на загадување, но доколку институциите и надлежните работат својата работа, значи доколку ѓубрето се собира навремено, доколку постојат канти на секој чекор, доколку постојат санкции за тие кои што нема да го почитуваат законот и принципите на заштита на животната средина, до фрлање на отпадоци. Ние имаме закон за отпушоци, кој што ги опфаќа отпушоците, па никогаш не сме слушнале дека нешто од тоа се практикува. Значи, нас, како што кажав и пред малку, нас ни треба поголема контрола на терен. Нас ни треба шумска полиција, редари, комунални редари и санкционирање. Значи,
од една страна се работи на позитивна едукација на граѓаните, пред се на помладите генерации, кои што се уште имаат елан во себе и чувствуваат дека тоа е една од горливите теми која што ќе ми ја загрози иднината, а од друга страна и покажување дека нема играње со здравјето и со животот на граѓаните и сериозни санкции. Значи, подпалувањето на шумите е кривично дело, значи треба да се сноси доколку бидат нели фатени во услови да може да се снимат со, како што кажав, со дронови, со камери, да биде пример за сите останати, дека ваквите дела нема да останат несанкционирани. Дали е тоа кривично дело кое што ќе заврши со сериозна казна, па макар и затворска, дали ќе биде парична казна, дали ќе биде, не знам, некаква урбана работа која што ќе мора да се работи на терен, да се чисти, мора да се покаже дека во нашата држава постои систем за грижа и постои систем за санкционирање за оние кои што нема да се грижат. Неколку пати го споменавте загадувањето на воздухот. Скопје, особено во текот на есента, но и зимските денови, се наоѓа на листата на најзагадени градови во светот. Како годинава Скопје да го спуштаме од таа листа и да не биде на врвот? Па не знам, јас претпоставувам дека тоа од прилика е исто како да им кажете на американците дали ќе бидат шампиони во кошарка. Значи, пак ќе го имаме ние тронот, пак ќе го имаме пехарот за меѓу највисоките градови. Зошто? Многу едноставно. Ништо не е направено. Значи, во изминатите месеци и во изминатите години цело време се апелира за тоа што може да се направи и повторно ништо не се прави. Значи, она што да речеме на Скопје му треба, како метро, претпоставам дека истото важи и за сите други градови, затоа што мислам состојбата е слична секаде, но еве Скопје, Тетово, Куманово се секогаш тука некаде и Кичево се секогаш на врвот на овие листи. Значи, комплетна обнова на јавниот транспорт, значи поттикнување на користење на обновливи извори на енергија, замена на грејењето кое што нема да биде загадувачко. Цел еден систем на контролирање на отпадот и соодветно справување со него. Значи, во Скопје тоа една контролирање на градежните работи. Исто така во зимските месеци и тоа допринесува. Заради намалувањето на температурите, прашината останува, се таложи, така натаму. Значи, цел еден систем на мерки за кои што сега може би еве сме на крајот од времето кога може да е нешто да се направи, но искрено да кажам со оглед на искуството до сега што го имаме, се сомневам дека било што ќе се направи во следниве месеци, само ќе се запрепастуваме, ќе споделуваме, ќе апелираме. Мислам дека не постои слух во институциите и повторно и тука е проблемот заради тоа што ние како граѓани не бараме директна одговорност. Одговорноста за загадувањето си има точно и функција, и име и презиме. Значи може да се детектира каде застануваат работите, кој не си ја завршува работата. И конечно на крајот на криштата, не знам како што има злоупотреба на службената позиција, веројатно и незавршувањето на својата работа треба да се сноси некаква санкција за тоа. Така. Или на крај на овој наш разговор, која е вашата еколошка порака што сакате да ја пренесете до јавноста, до носителите на одлуки и до нашите гледачи на Македонија наутре? Па прво да почнеме нели секој од себе, да не наоѓаме оправдувања дека да институциите не го работат ова или не знам локалната или не знам која надлежна институција не си ја завршува работата, не, да гледаме, се трудиме колку можеме ние да не бидеме причинители дополнително на загрозување на животната средина, но исто така сакам да потсетам дека е исклучително важно да си ја едуцираме јавноста, да ги едуцираме нашите граѓани, за да им биде јасно дека доколку притисокот доаѓа координирано и дека тој притисок има конкретна цел, подобрување на заедничкото добро, заедничкиот квалитет на живот, дека ние како граѓани не сме многу сме силни и можеме да ги смениме работите и можеме да го вршиме притисокот и можеме да ги видиме конечно промените. Но треба да сме организирани, треба да сме упорни, ако надлежните не си ја знаат својата работа, еве можеме ние да им кажеме што да прават, па да им наредиме и по точки, ако треба само конечно да видиме некакво поместување кон подобро, заради тоа што добар квалитет на живот за сите е добар. Или ви благодарам за одвоеното време и за разговорот ува утро. Ви благодарам и вам. Ване разговаравме со Ели Пешева, активистка од иницијативата О2, дали заштитата на животната средина и природните богатства во Македонија треба да биде индивидуална или институционална.